Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говорам за протеолиза. Самиот збор протеолиза ни укажува на што е всушност овој процес. Протео стои за протеини, лиза за разградување, односно лизирање. Значи процесот на протеолиза е разградување на протеини. Но, кога ќе спомнам дека еден протеин подлежи на протеолиза, тоа не мора да значи дека тој се разградил целосно до аминокиселини. Него може да имаме разградување, односно хидролиза, само на една или неколку пептидни врски и при тоа ќе се добијат помали пептиди. Односно, ако почнеш со еден протеин, кој е вака долг, ти ако скратиш една или две пептидни врски, при тоа ќе добиеш 2 или 3 помали пептиди. Во ред, значи овој протеин подлежал на протеолиза, но не бил разграден до аминокиселини. Значи, кога еден протеин подлежи на протеолиза, може да се добијат поединечни аминокиселини и или помали пептиди. Во ред, бидејќи најчесто не е ексклузивно само аминокиселини или само помали пептиди да се добијат, него се добива смеса од двете, така? Значи, овој дека протеин кој го разградивме на 3 помали пептиди, истовремено би се добили неколку поединечни аминокиселини. Во ред, значи најчесто е некоја си смеса од поединечни аминокиселини и помали пептиди. Сега, протеолизата може да биде ензимска или неензимска. Во ред, ако е неензимска, тоа е најчесто поради високо или ниско pH или пак поради висока температура. И неензимските методи на протеолиза се неспецифични. Во ред, значи ти при висока температура не можеш да бираш кој дел од протеинот ќе биде разграден или пак кои протеини воопшто би биле разградени. Додека при ензимска протеолиза може точно да се бира кој протеин треба да биде разграден и како ќе биде разграден. Во ред? Значи може би треба да се отстрани само еден мал дел од протеинот и само тој ќе биде отстранет, наместо да биде разграден целиот протеин. Во ред? Значи тоа е многу битно. И ензимите кои изведуваат протеолиза се протеази. Значи ензими кои разградуваат протеини. И генерално ги делиме на ендо и екзо протеази. Некојаш се нарекуваат и пептидази, што е всушност исто. Сега, протеолизата може да се случи внатре во клетката, основно на протеините кои се наоѓаат внатре во клетката или на протеини кои се наоѓаат надвор од клетката. Поради тоа имаме интрацелуларна протеолиза и екстрацелуларна протеолиза. Во однос на кои се функциите на протеолизата во клетката, има повеќе. Една функција, една група на функции се посттранслационо процесирање. Например, имаме отстранување на N-терминалниот метионин. Ако не знаете, кога се прави кој било протеин, он започнува со метионин. Односно, старт кодонот, така, ATG, кодира за метионин. Поради тоа секој протеин првично стартува со метионин. Но, тој метионин не останува, барем некај најголем дел од протеините, него од кој ќе се направи протеинот, тој се отстранува. Во ред и повторно се користи. И ова е тоа отстранување на N-терминален метионин. Значи тоа е протеолиза каде што имаме скратување на таа пептидна врска и метионинот се отстранува. Слично е да имаме отстранување на сигнални секвенции од протеините. Односно протеините првично кои ќе се создадат, оние нив имаат прикачени сигнални секвенции, кои може да бидат код други протеини или најчесто шекери, и тие го насочуваат кај треба да иде протеинот. Во ред? Но тоа се отстранува понатаму, најчесто во Голджиевиот апарат, или пак после него поради присуство на некој ензим кој го прави тоа. Скратување на полипротеини. Некои протеини, всушност некои протеински комплекси, може да бидат изградени од повеќе протеини и овие може да бидат разградени преку присуство на ензими кои може да го направат тоа. И тоа е многу битно во голем број случаи. Една многу интересна работа, која исто така многу битна, е активација на зимогени протеини. Тоа најчесто може да бидат некои ензими или хормони. Зимогени, или пак некоја се рекуваат про или пре протеини, се протеини кои, као што спомнат, најчесто се ензими и хормони, кои што се наоѓаат во еден вид неактивна форма. И при тоа, за да се активираат, треба да се отстрани некој дел. И овдека имам нацртано, например, во ваква форма, овој протеин е неактивен, но кога ќе се отстрани, например, овој овдека дел, тој станува активен.
Поради тоа викам дека ова е зимоген или да речеме дека е некој прохормон и кога ќе се отстрани ова, станува правиот активниот хормон или пак ензим. Примери се препроинсулин, кој инсулинот првично се прави како еден ланец, па се скратува, па двата ланци се приспојуваат со дисулфидни мостови и се добива активен инсулин. Имаме трипсиноген, станува трипсин, фибриноген, станува фибрин, ангиотензиноген, станува ангиотензин и така натаму и така натаму. Значи има многу примери каде што ова се случува. Значи некој ензим или хормон се создава во неактивна форма, бидејќи не сакаме да действува моментално, него сакаме да действува кога ќе биде потребно. Поради тоа, тој подлежи на ваква активација, каде што се отстранува дел и сега станува активен. Во ред. Друга битна причина за протеолиза е протеинска деградација. И под протеинска деградација најчесто се мисли целосна протеолиза на протеинот, така што ќе се добијат најчесто поединечни аминокиселини и некои многу кратки пептиди. Во ред. И ова се случува при дигестија. Кога јадеш храна, храната содржи нормално и протеини. Овие протеини не идат како протеини низ крвотокот, него се разградуваат до аминокиселини и како аминокиселини ние после можеме да ги користиме за правење на наши протеини. Така, не сакам јас некој протеин од растенијето кај мене да заврши. Него тој протеин од растенијето ја со помош на киселоста, например, нели, HCl кој се наоѓа во желудникот, но исто тука постојат и голем број протеази. Ги разградувам тие протеини, стигнуваат до аминокиселини, па во тенкото црево се апсорбираат и потоа ги користам аминокиселините. Друга битна протеинска деградација, односно скоро целосна протеолиза, е лизозомалната. Во ред, и за ова ќе говорам малку подоцно во видеото. Трет вид е убиквитин, протеозомската протеолиза, која ќе биде најинтересна и генерално ова видео сакав да го направам само за неизе и најмногу ќе објаснам. И трета причина зашто е битна протеолизата е во клеточна регулација. Например, клеточниот циклус се контролира користејќи протеолиза на циклин Б. Океј, значи циклин Б е едно соединение кој се врзува со CDC2 и така натаму, не е тоа толку битно, но битно е дека поради тоа што во одредена фаза, односно после одреден временски период, овој циклин Б се деградира, со помош на тоа може да се контролира клеточниот циклус, односно кога влегува во метафаза, анафаза, телофаза и така натаму. Во ред. Друго нешто што е битно, што се контролира преку протеолиза, е апоптоза. Во ред, апоптоза беше контролирана клеточна смрт, каде што за да дојде до тоа треба прокапсаза 3, значи неактивната форма на капсазата, на капсаза 3, треба да стане капсаза 3. Океј, и ова се случува преку протеолиза на прокапсаза 3 за да стане активна и понатаму овие капсази исто така вршат протеолиза на многу други протеини и доаѓа до клеточна смрт, иако овде има многу работи кои ги изоставувам. Сега ќе се навратиме на ова што го спомнав, дека ќе зборам за лизозомална и убиквитин протеозомска протеолиза. Лизозомална протеолиза, сигурно сте ја учеле во основно и во средно школо. Еден пример е кога некој макрофаг, така, опфаќа некоја си бактерија, пример, и опфаќа со лажни ноџења, псевдоподи, овие сигурно сте ги спомнале кај амеби, ќе опфати, ќе се затвори овдека мембраната, таа бактерија пример ќе биде всушност во вакуола, односно везикула, која ќе се приспои со лизозом, кој всушност содржи ензими, но и некои неензимски хемиски материи кои вршат разградување, како водороден пероксид, и ќе се приспојат, и кога ќе се приспојат, ензимите ќе завршат таму и ќе ги разградат бактериите, односно протеините кои се наоѓаат во бактериите. Наравно тука има и многу други ензими кои разградуваат и шекери, и масти и слично, со цел бактериите целосно се уништат, но ова не мора да биде користено само за разградување на некои материи кои биле внесени од надвор. Него, например, може да има некоја митохондрија во клетката, така која е стара и, например, треба да биде разградена. И митохондријата ќе се приспои со лизозом и ќе биде деградирана. Вред, но ваква протеолиза е неселективна. Океј, значи не може да се бира точно кој протеин треба да биде разграден, него се бираат поголеми структури кои целосно подлежат на разградување.
како што например митохондријата внатре у клетката или некој надворешен натрапник, например од страна на макрофагов. Додека убиквитин, протеозомската протеолиза, е многу пософистициран систем на селективно разградување на одредени протеини. Првично ќе видиме како функционира и после ќе спомнам зошто е ова толку битно. Вред. Пред да започнеме некои општи работи, убиквитин не е ништо друго него протеин. Значи убиквитин е името на даден протеин и ова е релативно мал протеин, има 76 аминокиселини и е генерално како етикета која се лепи на протеините кои треба да бидат разградени. Океј, значи убиквитинот е протеин кој се лепи, у наводници се лепи, на протеин кој треба да биде разграден. Во ред, додека протеозомот е структура, која исто така е протеин, што е налик соковник, така, значи како блендер доаѓа, една структура во која што влегува протеин, а излегуваат аминокиселини. Во ред, значи како блендер, замислете си, кога влегува протеинот, се разградува и на крај искачаат само аминокиселини од другиот крај и некои помали пептиди. Во ред, овој протеозом е релативно комплексен, нема да влегуваме многу, но генерално може да се каже дека има два дела, значи централниот и капите на крајвите, овие се 19S протеини, овие се 20S протеини, не е тоа сега толку битно. Инако името убиквитин, кој претходно го спомнав, произлегува од тоа да овој протеин е убиквитарен. Убиквитарен не значи дека убива, тоа на македонски работи, но всушност англиски, односно латински, значи дека е сеприсутен. Односно го сретнуваме во сите клетки. Океј, не зборам само за сите клетки во нашиот организам, него во живиот свет. Во растенија, во микроорганизми, во сите животни кои ги сретнувате, инсекти и така натаму. Океј, бидејќи на секој вид на клетка, на секој жив организам потребно е да го има овој систем за да ги разградува непотребните, односно фалично здиплените. Други важни играчи во целиот процес кој сега ќе го разгледаме се овие Е протеини. Океј, каде што првиот стои за убиквитин активирачки протеин, вториот е за убиквитин конјугирачки протеин, третиот е всушност лигаза. Но многу е полесно да ги нарекуваме E1, E2 и E3. Вред. Интересно е дека во клетките е забележано дека постојат 1 до 2 различни E1 протеини, околу 60 различни E2 протеини и околу 600 различни E3 протеини. Вред. И ова возможува голем број на комбинации. А сега ќе видиме како се всушност функционира. Првично го имаме убиквитинот, кој спомнав дека е всушност протеин, со помош на ATP и еден чекор кој овдека е скокнат, но не е битен, ќе се прикачи на E1 протеинот. Океј? Значи овдека со оваа тиоаминокиселина. И сега го имаме убиквитинот, кој е протеин, кој е прикачен на E1 протеинот. Во ред? Сега, E1 протеинот ќе биде заменен за E2, односно убиквитинот ќе скокне од E1 на E2. Нормално на водници овдека има низо чекори кои се прескокнати, не се прикажани. Сега убиквитинот е прикачен на E2 протеинот. E2 протеинот се прикачува на E3 протеинот. Океј? А E3 протеинот истовремено е прикачен и со протеинот кој треба да биде бележан. Вред? Значи ова е некој протеин кој едноставно бил веќе доволно време во клетката и сега треба да му се прикачи убиквитин со цел да биде разграден. Значи E3 протеинот е лигазата бидејќи ги лигира, ги спојува убиквитинот со протеинот кој треба да биде разграден. Значи од едната страна се поврзува со тој, од другата страна се поврзува со E2, а E2 е поврзан со UB, со убиквитинот. И сега гледаме, убиквитинот ќе се прикачи и ќе се добие следново. И сега овој целиот комплекс ќе се дисоцира. Значи E2 ќе си замине и субстратот, односно протеинот ќе си замине. Но после некое време ова пак ќе се случи. И сега ќе се прикачи нов убиквитин. И така натаму и со тек на време ќе се добие нешто што се нарекува полиубиквитинска опашка. Вред. И кога ќе се прикачат околу 3 до 4 убиквитини на даден протеин, во тој случај овој протеин сега ќе биде насочен кон протеозомот. Сега ќе го пратат у протеозомот да биде разграден.
Океј, да биде изблендиран на некој си начин. И овој систем всушност е еден вид на регулација на тоа колку време даден протеин ќе се наоѓа во клетката. Сега, зошто е ова толку битно? Знаеме дека клетката постојано прави некои протеини кои се потребни у моментот за да завршат некоја функција. Океј, значи ова е клетката, ова е јадрото и на пример моментално има присуство на некоја си розова молекула и е потребен некој розев ензим за оваа молекула да стигне нели до жолтата. Океј. И при тоа ќе го направи тој розев ензим и тој протеин ќе си ја врши функцијата и со тек на време сите розови нели ќе станат жолти. Вред. И сега е завршена функцијата на овој протеин. Но ако веќе нема функција, односно нема причина зошто да е тука, тој ќе биде разграден. Така, значи веќе не ми требаш. Сега ќе биде разграден, од него ќе се добијат аминокиселините кои го граделе и сега тие аминокиселини ќе бидат искористени за создавање на некој друг протеин. Например, сега се сменила состојбата и сега е потребен некој зелен протеин. Океј? И овие аминокиселини сега ќе бидат искористени за да се направи овој зелениот протеин кој има функција, не знам за овие топчиња да ги прави до бели топчиња. Вред, како што гледате, еден протеин си има дадена функција, си ја врши функцијата, дури е потребен, кога нема веќе биде потребен, ќе биде разграден и ќе се направи нов протеин кој ќе биде потребен за моменталната состојба. И така клетката може паметно да ги користи аминокиселините со кои располага. Значи сега ги користи за да направи еден протеин, од кога веќе нема биде тој потребен, го разградува, со тие аминокиселини сега ќе направи друг протеин. И така натаму и така натаму. Ова сега се звучи супер, но има една работа која можеби ќе ви се чини на прв поглед нелогична. А тоа е следно. Протеинов реков дека е создаден бидејќи е потребно овие зелениве точки да бидат трансформирани во белите точки. Во ред. Сега, протеинот си ја врши функцијата и би си помислиле дека од кога ќе биде, нели, како што спомнав, завршена функцијата, кога веќе ќе нема зелени точки, кога сите ќе бидат направени во бели, тој ќе биде деградиран. Но вистината е дека тој може да биде деградиран додека се уште си ја врши функцијата, односно дури се уште има потреба од него. И што ќе се случи? Он ќе биде деградиран до аминокиселини, но бидејќи е повторно потребен, односно уште не си ја довршил функцијата, повторно ќе биде создаден. И ова произлегува од фактот дека клетката ги разградува протеините, да, но не може да бира кога ќе ги разгради. Океј? Значи секој протеин си има даден полуживот, отприлика за колку време се разградува пола од количеството на протеинот кој го има клетката, но клетката не може да бира а сега ти треба да бидеш разграден. А сега овој треба да биде разграден. Но може да бира кога треба да биде создаден. Во ред. Значи она постојано ги разградува, али и постојано ги создава тие кои треба да бидат создадени. Се надам дека не ве збунив со ова, бидејќи овдека треба многу повеќе се објасни за да го сватите овој концепт, но се надам дека колку толку ме разбравте. Овде повторно имаме презентација на тоа сега што го говорев, дека убиквитинот ќе се прикачи со E1, па од E1 ќе се прикачи на E2, па E3 ќе помогне да убиквитинот од E2 се прикачи на протеинот кој треба да биде разграден и за тек на време ќе се насоберат вакви убиквитини, кога ќе се соберат 3 до 4, тој ќе биде препратен до протеозомот, каде што ќе биде разграден на поединечни аминокиселини и кратки пептиди. И ова е многу битно за клетката, бидејќи ако го немавме овој систем, се добиваат голем број заболувања, пример Алцхаймер, Кройцфелд-Јаковова болест и слично, каде што имаме акумулирање на протеини во клетката и ги оневозможува тоа другите функции. Аминокиселините не може да се користат за правење на потребните протеини, се акумулираат протеини кои погрешно се здиплени и слично. Вред. Сега ова беше еден општи преглед на протеолиза. Може да се навлезе во многу повеќе детали, но сега ќе ве насочам на некои видеа кои многу подетално го објаснуваат убиквитин протеозомскиот систем на протеолиза. Првото видео, кое е најопшто објаснето, каде што имаме 3D анимација за како изгледа
убиквитин протеозомскиот систем. Протеините се представени како акви топчиња, убиквитинот се овие протоколоиве сфери кои исто така се протеини и го гледаме целиот процес, се објаснет како се всушност се случува. Второ видео е следново, во кое се навлегува во доста големи детали за како работи убиквитин протеозомскиот систем. Значи овдека се цитирани голем број трудови и има прилично доста информации. Третото видео е следново, кое навлегува во уште поголем број детали за како работи убиквитин протеозомскиот систем и е релативно добро објаснето. Има продолжение на ова видео, значи ова е парт 1, постои парт 2 и парт 3, значи овие две видеа вдека, каде што се навлегува во голем број детали за како се ова работи и како може всушност се искористи за третирање на канцер. Нормално треба да имате прилично поголем број познавање со цел да разберете што се објаснува во овие видеа, но сепак сметам дека вреди да ги погледнете иако можеби нема да разберете голем дел од работите. Во ред, тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.